Луѓето кои што покажа дека продолжува да се рони системот на дрско и безобразно владење на Никола Груевски, кој што крајот на минатата недела ја дадува информацијата, се викат македонски патриоти. Ве молам да ги поздравиме и да ги охрабриме да продолжат понатаму да си ја сакат татковината. Еден од тројцата патриоти кои ги поздрави Зоран Заев на оваа голема презентација на нелегално прислушуваните разговори во универзалната сала е Ѓорги Лазаревски. Тој е денеска со мене. Добро дојдовте во студиото на Нова. Добро ве нашол. Каде бевте кога се случуваше ова? Во затворот во Шутка издржував притвор, обвинет за предметот наречен пуч. За дел од јавноста бевте предавник, за друг дел од јавноста, како што се гледа и во од снимките во универзалната сала, вие бевте херој. Како се чувствувавте вие? Па како предавник сигурно не. Чувството дека се разоткрива нешто што ми тежело со години назад и тој момент што сум стрепел кога ќе се случи, како ќе се случи и какви ќе бидат последиците, во тој момент ми беше толку мило што толку луѓе одеднаш го почитуваат тоа што ние сме го правеле, што воопшто веќе не ми беше битно каде се наоѓам и не размислував за тоа во каква состојба го оставив семејството. Дали бевте уплашени за вашата безбедност или на вашето семејство? Па видете, јас се припремив на сите можности. Во тој момент бев помирен и да биде најлошата варијанта. Дали се бавите, имавте, ја задржавте дозата на оптимизам дека се ќе дојде на Па за чудувачки сите кои ќе ме прашаат за притворот, не ми веруваат дека јас скоро цело време бев расположен, бидејќи секој ден се случуваа се нови и нови работи кои што рушеа нешто што јас мислев дека не може да се сруши. Без овие бомби многу ќе беше тешко јавноста да дознае што се случува и покрај многу пишувања за во медиумите, оние критички настроените, така што она што вие го направивте навистина придонесе јавноста да се запознае со што имаме во кој раководи и како се раководи со државата. Како и во кој момент се одлучивте на еден ваков прилично ризичен потек? Па некако све се поклопува со падот на еден телевизија, односно упадот во еден телевизија. Тогаш мислам дека беше капката што ја прели чашата, кога видовме како полициски хорди може да тргнат кон до тој момент за нас најгледаната телевизија, независно какви трговски сделки правеле собствениците, што тргувале, што произведувале. Но тоа навистина беше голем шок. Јас не очекував дека некогаш во Македонија може да настане такво нешто, како да сме гледале ние такви снимки во други земји. Но приказната почнува многу порано, значи во 2006 кога се смени власта, јас доживеав огромна деградација која што сметав дека не ја заслужувам, но ја прифатив. Да појасниме за јавноста, вие до 2006 сте началник на петата управа. Па добро, јас бев 4 години началник на петата управа, а претходно целата кариера од 87-ма ми е во МВР, односно во УБК и во петата управа. И јас секогаш таму заедно со колегата Звонко Костовски си бевме инженери кои што се трудеа секогаш да функционираат системите и немавме никаква политичка позадина и ниту па дури ни сега немаме. Велите дека 2011 затворањето упадот во А1 која прели чашата. Дали знаете и пред тоа дека нелегално се прислушува и во тој обем? Па видете, значи, јас прво ќе раскажам за себе.
значи беше дилемата дали воопшто да останам во МВР или да продолжам фактички од улога на почетник. По вашето деградирање во 2006. Да. И јас не знам, едноставно не, јас моето семејство го заснував запослувајќи се во МВР, тогаш бев млад инженер и можев да бирам каде сакам да работам. Но пораснав деца, мислам, мене таа работа многу ми значеше и јас никогаш пета управа или УБК не ги доживував како некоја институција во која Имавте што нешто емоционална се... врска, сака да кажам. Па, На сега не известен према начин. институцијата, туку кон луѓето. Да. Значи се создаде еден тим на Пријатели, пријатели, на да. луѓе во кои што имаш доверба и претежно работата ми беше стручна. И мене и целта ми беше да дури во својот началнички период се обидов тоа да го направам. Сега не знам колку успеав да се одвои, да речеме, техничкиот дел, маркирањето и поставување Да се на прилагат на телефонски демократските броеви, стандарди. од делот кој што фактички го врши прислушувањето. И кога нема да ги води еден центар, кога на едно место се добива налог, а на друго место се спроведува налогот, едноставно се намалува можноста за злоупотреба. Да вратам, кога вие дознавте дека се врши во тој обем прислушување и злоупотреба на службата? Значи, да ви кажам искрено, прво дознав 2008 година. Мислам, тогаш направив увид во тоа што се случувало и бев изненаден од обемот на... И предпоставам сте се кршеле дали да останете лојални кон Не, службата јас и да... немав зашто да се кршам, затоа што јас работев споредна работа, која што не беше поврзана со прислушкувањето. Некои велат треба да си лојален кон институцијата во која работиш. Како вие ја толкувате, како вие да го толкувате поимот на лојалност кон службата? Или кон институцијата, или кон... Па, секогаш треба да постои некоја доза на лојалност, ама не кон човек, туку кон институцијата. И кон принципите, предпоставам. И мене тоа што најмногу ми сметаше, што во тој период се создаде некој амбиент на приватизација на институцијата, не знам, како да е како да не постоела таа институција, како да немала никаква историја претходно, туку сега све почнува од ново, одеднаш доаѓаат луѓе, не знаеш што работат, како работат. Овие старите луѓе ја работат истата работа, ама ќутат. Дали имало таков секојаш- потрес во службата кој вие го паметите од 80-те години па до тогаш? Во смисла на партизирање, носење на кадри кои не се професионални, кои не се од таму. Значи, кај во таа служба, бидејќи сум бил со години, никогаш немало масовно вработување. Значи, имало, да речеме, секогаш процедури. Едино се случи малце понагласено вработување во така 99-2000 година, во тоа време. Ама тоа не беше, да речеме... Кога повторно се случи толку аферата зголемување. Големо Туво, некои велат сте биле во тоа исто така. Не сум бил, мислам, значи тогаш буквално се случи што се случи. Јас мислам дека имам убава слика, отприлика да знам како се случило, што се случило, но за жал таа истрага никогаш не се заврши, така да... Ѓорги, да појасниме, што се случуваше со вас од вашето приведување во шутка до денеска кога е прв пат се појавувате во јавноста? Па, скоро 11 месеци поминав во истражниот затвор Скопје. Не можам да се пожалам дека имав некои притисоци.
самото изолирање е огромен притисок. Првиот месец имаше интензивни разговори со обвинителот кој што го водеше случајот и потоа откако ја одбив спогодбата која што ми беше понудена, бев префрлен во некоја ќелија што личеше на самица и следните 10 месеци ги поминав тамо. Зошто ви изолира во самица? Па не знам, вајда се коинцидира тоа со тоа што ја одбив спогодбата. Иначе, јас лично сметам дека прво, јас не бев уопсен кога се појави во МВР. Во МВР отидов повикан од Звонко, мојот колега, и уште една колешка, на кафе разговор. И таму ми беше поставено прашање дали јас сум комуницирал со Верушевски и ги изненадив со одговорот, реков да, и зашто комуницираше, за да му давам нелегално снимени материјали кои што овдека ги собиравме во претходните 3 години. Тоа Звонко Костовски исто така го знаеше. Значи, јас, бидејќи немав пристап до системот, Звонко Костовски имаше пристап до системот. Звонко Костовски ги делеше со мене сите, да речам, незадоволства во тој период. Го споделувавте тоа чувството дека во службата се случува нешто што не е значи во ред. Бевме на некој начин подеднакво незадоволни. И знаете, некои работи се шушкаат вака, онака. Например, јас кога прв пат дознав дека се прислушкува Министерката за внатрешни работи и не знаев тогаш дека не се прислушкува Министерот за финансии Зоран Ставрески, важно дека има разговори меѓу нив. Тогаш и кога чув некоја содржина на таков разговор, реков на Звонко, Отидено е предалеку. Тоа мора да се зачува. За жал тогаш не постоеше закон за свиркачи. Но еве да постоеше, дали тие бомби, тие аудиоматеријали ќе ги пласиравте вака или ќе се обратевте до надлежниот во институцијата да укажете дека имате информации за тоа дека нешто се случува во самата институција што е противзаконски? Видете, значи, ние тогаш навистина немавме кому да пријавиме. Ја го читам и законот и во сегашната ситуација, да претпоставиме дека тој закон важи ретроактивно, бидејќи сите закони важат ретроактивно доколку се позитивни за граѓаните. Технички, јас во моментот кога отидов во МВР, кога им кажав дека МВР прислушкува, требаше да добијам некаков третман Заштита на посебен. свиркач, што би се рекло, да. А јас добив третман Шутка. Да. Значи, после дознав дека при тој разговор бил присутен во соседната просторија и обвинителот кој што го водеше случајот Пуч. Значи, имаше две институции тука, МВР и јавно обвинителство, кои што можеа да, ако не друго, барем да извагаат. Чекајте сега, значи, кој прислушкувал. Значи, јас кажав дека нелегално се прислушкуваше во МВР и ние тоа го вадевме надвор. А на некој начин ние веќе пријавивме, затоа што за нас Верушевски е човекот на кој што тоа му го пријавивме. Кому би пријавила вие? Значи, поранешен директор на УБК. Во кој имате доверба? Една година работевме заедно. Ми посочи некои работи околу корупцијата како неверојатна значи оружје кон рушење буквално на државата, значи негова проценка беше
дека ете да речеме во таа 2000 Дека тоа е закана за безбедност на државата. Обемот на корупција. корупцијата, да. И значи после кога гледав од 2003 натаму како се одвиваа работите, секогаш ми остана тие негови зборови во памет. И во 2010 кога пак се сретнавме, јас немав дилема дека е добро да тој човек кој што е од друга страна и научник, кој што исто од Звонко има доверба во него, да ни се приклучи и да видиме на крајот на грештата можда ете ние тој го вадевме, ако немаше таков криминал каков што се покажа дека има, никому ништо. Но ние не бевме тие кои што влагаа во телефоните и збореа тоа што тие луѓе го зборат. Тоа е едно од прашањата. Вие сте инженер, ги познавате системите за кои сте работели, тоа би било и работа. Некои велат, вие сте ги внесувале броевите, и тоа беше и основата на обвинението. Дали тој систем, тие модерни, софистицирани системи, како се дефинира? Кој е тој што може да внесе броеви? Кој се прислушува? Значи, да МВР, односно УБК е тој што внесува, но се што се внесува во МВР мора да се внесе и во централите на Република Македонија што функционираат и преку кои што одат телекомуникациите. Тие се со различни собственици и кај нив исто така од време на време се контролира таа листа на броеви кои што се внесуваат. Значи, јас не знам како се уредени тие односи помеѓу власта и тие телеком-оператори, некој закон се донесе. Според кој новиот закон, измените во законот кој предизвикаа контроверзии и овозможија на УБК да внесува, да прислушува разговори без знаењето на Телеком. Се работи за тоа дали ако некој број постои поставен на прислушкување, тој мора да биде постојано присутен во некоја табела во централата. Дали ретроактивно може да се утврди во системот логирањето? Кога и кој се логирал за да внесе некаков број? Значи, во нашиот систем на МВР тоа можеше да се утврди, ама за жал дознавме дека е уништен. Дали мислите дека уништувањето е направено токму заради тоа да се прикријат трагите кој ги внесувал броевите? Сега не знам, на јавноста веројатно е целиот случај многу познат. Мене ми е сосема јасен. Значи, од стартот се тргна кон тоа дека Звонко поставувал броеви и прислушкувал цела држава. И дека сте работеле за странски служби. Да, и плюс тоа. И по нарачка на странски служби, да. Значи, прво, министерката и министерот, што беа најголеми звезди на презентацијата на бомбите, да. Се континуирано во период огромен слушани и многу други луѓе се така слушани. Значи тоа се гледа и од приложените бомби и од тоа што беше презентирано, да речеме, во некоја истрага што се водеше. Мислата ми е, значи, која е веројатноста во толку многу оператори, кај што тоа све се маркира, и толкаво МВР, кај што некој валјда го контролира тој систем. Затоа, кога да речете, јас со вашава камера сум ви снимил 10 сати видео, а вие не сте знаеле, мислам. Едноставно се знае кој е надлежен за тој систем, како функционира, што функционира. Значи, тоа беше очајнички вид. По мене, во тој момент, требаше да се рече така е. Јас мислам дека самото мое појавување во МВР и ето да речем моето свиркање дека тоа и тоа сме го правеле, утре дента се појави пресконференција на која што се кажа дека сепак прислушкувањето било во МВР. После, ама ни го користеле системот. Знаеш, сега, ние малце го користевме, ама овие цело време они го користеле, знаеш. И тоа со далечинско Верушевски
Иако што немав допир до тој систем, а Звонко е супермен, може, мислам, пола држава да ја постави, да се... Прислушува. Да, мислам, и плюс и транскрипти да прави. И тие транскриптите се посебна приказна. Во која смисла посебна приказна? Па тие транскрипти што се излезени, ги правеа некои луѓе кои што воопшто, да речеме, не се директно поврзани, не име тоа работа, ама бидејќи ете се Морало да се сокријат. Да. Да. И правени се така на Аматерски. полуаматерски начин со пишување на незаштитен компјутер, кај што релативно лесно содржината на тие текстови можеше да се вади. Да. Лазински, дали после ова сепак горко искуство за вас лично, за вашето семејство, би препорачале некому во некој работи во некоја институција да истапи со вистината доколку дознае дека во неговата институција се работи противзаконски, односно да ја искористи позицијата на така наречен свиркач. Па во оваа констелација секако би препорачал, затоа што сега мислам дека е друг амбиентот, но во тој период се створи некоја страхопочит. Ја не знам таа дали вештачки се ствараше или вистински. Тоа е веднаш по затворањето на еден дат. Па, кога значи, беше демек, семој сме... јавноста замолчена. Кој сакаме, што сакаме ќе го направиме, многу примери имаше кај што луѓе кои што се судрија со таа да ја наречеме моќ на власта, многу лошо помина. И јас искрено да ви кажам, ова ми е некако бајка како успеа да се случи точно она што јас се надевав дека ќе се случи. Затоа што во еден момент јас бев во очи и мислев дека ова веќе никогаш не може да се сруши. Дека се сите пори затнати. Добро, тоа чувство го делевме и многу мене. Други, сепак, имате ли препорака? Што би можело, какви механизми би требало да се воспостават во институциите за да свиркачите можат да се чувствуваат на вистина безбедно и секогаш кога ќе забележат незаконско работење, кршење на законите од страна на државна институција, тоа да го пријават и со тоа да бидат сосема во ред? Па ја мислам дека прво свиркањето е преку социјалните мрежи. Значи, јас сум одушевен од овој амбиент сега што се створи, колку луѓето слободно се чувствуваат на социјалните мрежи. И на некој начин све се дознава преку социјалните мрежи. Ја повеќе се грижам за како функционираат тие што треба да ги гонат тие пријавени работи. Значи, толку многу се пријавува, што едноставно не знам колку капацитет има за да се постапува држава, за да се постапува по сите тие работи. Законот е добро што постои како прв чекор, а праксата треба да покаже како ќе се одвива понатаму. Околу УБК секогаш постоеле контроверзии како тоа јавноста го перцепира како еден центар на сива моќ. Дали УБК од 80-те години, крајот на 80-те, кога вие почнувате да работите како млад приправник, предпоставувам, или како и да сте почнале, до денеска таа институција успеа да се прилагоди на демократските стандарди? И дали имаше моменти кога... Па, значи, јас премногу млад се запослив таму, мене тоа ми изгледаше така многу сериозни луѓе. После кога ќе видиш, тие сепак малце е тоа и позирање, се испосменија работите. Најважниот чекор беше тоа осамостојувањето. Јас имав среќа да работам на перфектен систем. Сосема нов, бев прв информатичар во службата.
И го воведував тој систем, сите беа љубезни кон мене, имаше резултати. Јас навистина многу брзо се ослободив од тој, да речам, баласт на сериозност, но претпоставувам дека никогаш не била таа служба која што е наивна и секогаш имало нешто што само што ја во тоа не сум учествувал. Значи, јас како што ви реков, углавном бев заинтересиран за технички да се напредува и да се создаде тим на техничари со кои што добро ќе соработуваме. Мојот обид да направам нешто со тоа разделување на техниката и на експлоатацијата на на политичката власт и Па не знам сега како е, ама знаете кога има барем на две места кога се тие работи и кога едните се задолжени да водат некоја евиденција, тогаш претпоставувам дека нема да има такви работи. А иначе за ова работењето во УБК сега да ви кажам додека исто дека бев во затвор, може би најмногу ме погоди кога тогашниот директор Антонов ли се викаше што го наследи Мјалков, кога рече секогаш ќе има некој што ќе го оцрни образот на службата, мислејќи на УБК. И јас па сум уверен дека јас и Звонко сме редок случај кога Што некој го обелал образот на службата. А дека го оцрниле тие кои нелегално прислужувале? Го оцрнија сите што ќутеа, не само тие што правеа тоа. Значи, тој начин на однесување, јас само мене да ми е добро, а нека прават што сакаат, тој е погубен за цела Македонија. Тој менталитет изгледа постои. За жал. Како понатаму Ѓорги Лазаревски? Па, уште се опоравувам, видете, мислам, јас доживеав прво голема грижа на совест заради тоа што го доживеа моето семејство и не само моето, туку и семејството на Звонко и самиот Звонко, семејството на Верушевски. Тоа исто беше страшно, значи да се апси сопруга, да се брка дете за 19 годишно за наводна педофилија. Тоа беше, мислам, тоа остави страшни последици на сите. Ние до последен момент не знаевме што може да ни се случи. За среќа, ета, преживеавме, но уште јас лично не можам веќе да се повратам од едноставно не сум веќе истиот човек. Ама сите ние во некоја мера по се. Задоволството на тоа што успеавме да разобличиме едно систематско зло е многу, многу важно. Веројатно за еден живот вреди да се помине низ тоа, па барем да речеш не сум живеел залудно. Убава порака за крај на овој разговор и за честа која му кажавте прв пат да се појавите во јавноста. Ви благодарам за разговорот и што се одлучивте да го споделите ова ваше сепак тешко искуство. Ви благодарам. Мислам, ова е само едно делче од тоа што го доживеавме и што го направивме. Едноставно, ја мислам дека нема крај приказната. Тоа толку детаљи имаше, толку сето тоа оптоварува, знаете. А од друга страна не сме да се заборави. Како што реков ти сами, целата приказка има многу детали, можеби јавноста додека го гледа овој разговор ќе помисли дека има прашања на кои би требало да ви ги поставам, бидејќи има многу детали во се она што се случуваше околу ова афера, но сега за сега ќе застанеме тука, па понатаму и ќе споделуваме во јавноста, зависи од, се разбира, и од расположението ваше и на вашите колеги, на Звонко и Зоран Верушевски.
со нови детали можеби во некоја друга прилика. Ви благодарам. Благодарам.